G7 системот на стандарди е составен од 3 подмножества на стандарди. Тоа се идентификација, прибирање на податоци, размена на податоци, а примената на G7 стандардите, системот на стандарди, овозможува рационализација и поттик на бизнис процесите. Сликовито тоа би било прикажано преку трите подмножества за G7 стандарди за идентификација, каде што се столбот за идентификација на компании и локации преку глобален локацијски број, на производи и на услуги преку глобален број на трговска единица и сериализираниот број на трговска единица. Во транспортот и логистиката се серискиот код на контейнер за испорака, SSCC, Serial Shipping Container Code, идентификацијски број на пратка, на товар, на средства, други, исто така, но битни на услужен однос, на документи, идентификација на купон, идентификација на модел, идентификација на компонента или дел. Во прибирањето на информациите и нивната обработка служат G7 баркодовите, кои подоцна подробно ќе ги разгледаме, размената на податоци за матични податоци, системите, размената на транзакцијски податоци преку електронска размена на податоци и размената на податоци за настаните ништинџирите на снабдување, и под примена се подразбира овозможување на ефикасност, моќност и точност на бизнис процесите, остварувајќи следливост, интернет на нештата и блокчейн технологиите. За да започнеме, ќе започнеме со G7 системот на стандарди, столбот идентификација, кои стандардите за G7 идентификацијските клучеви се основа на G7 системот на стандарди. Од нив започнува идентификацијата, служат за идентификација на производите, логистичките единици, веќе рековме локации, средства и врски ништинџерот на снабдување од производителот до потрошувачот. G7 идентификацијските броеви представуваат клучеви со кои се претстапува до податоците претходно влесени во IT системите. ID клучевите се единствени, секоја варијанта на единица, производ, документ, локација и така натаму добива свој посебен единствен, уникатен број. Идентификуваат единицата, но не содржат посебни информации за самите исти. Самите информации се во IT системите, се интернационални, општо прифатени низ целиот свет и во сите сектори, тие се безбедни и целата символогија и апликационите идентификатори се базирани на соодветни ISO стандарди. Постојат поголем број на идентификацијски клучеви, како што рековме, глобален број на трговска единица, глобален локацијски број, глобален, односно серијски код на контейнерни спорака. Овие три понатаму подробно ќе ги анализираме. Другите клучеви има посебна примена во одредени области, например сериализираниот GTIN има голема примена во фармацијата и овие другите клучеви се исто тако битни, меѓутоа за почеток на работата се моментално не толку битни. Зборуваме за самиот почеток, а секако подоцна би требале да се научат за идентификација на купони, на повратно средство, индивидуално средство, услужен однос, документи, на пратка, на консигнацијска пратка, на компонента или дел, модел на производ. Мора да се каже дека основа за изградба на сите G7
ID клучеви е GS1 компанискиот префикс кој се добива со потпишан договор за членство во надлежната GS1 организација, GS1 Македонија во Република Северна Македонија, која на компанијата ќе издаде решение за користење на GS1 броеви. Сите овие клучеви имаат различни формати и системите треба да ги препознаваат како такви. Трите најкористени клучеви ги рековме, ќе ги анализираме: глобален број на трговска единица, глобален број на локација и серијски код на контейнер за испорака. Глобалниот број на трговската единица се користи за идентификација на типовите на производи на било кое ниво на пакување. Например, потрошувачка единица, внатрешно пакување, кутија, палета и така натаму. Потоа, групите на трговски единици со слични карактеристики на производство и користење како што се производните партии, понатаму се идентификуваат со помош на бројот на партија, лот, рокот на траење и слични податочни елементи. Откако компанијата ќе додели GET-IN на трговска единица, тој станува заеднички јазик за сите ентитети и трговски партнери, обезбедувајќи уникатна идентификација и едноставна системска комуникација со информациите за единиците. Индивидуалните трговски единици можат уникатно да се идентификуваат и преку користење на GET-IN плюс серијски број, што е особено битно во фармацијата, како што рековме, тоа е серијализираниот глобален број на трговска единица. Глобалните броеви на трговски единици може да се користат за недосмислено да се идентификуваат трговските единици и онлайн, например, во каталози, електронски пораки, како што се нарачките и фактурите, и може да бидат вградени во веб страниците за оптимизирано користење преку пребарувачките алатки и информирање на потрошувачите. GET-IN може да се кодира во баркодовите или електронски тагови. Скенирајќи го баркодот или читајќи го RFID тагот, компаниите можат ефикасно и точно да ги процесираат информациите за производот и за него односните информации. Например, во продавниците на самата каса, при прием на стоки во магазин и при издавање на лек во болница. GET-IN доаѓа како акроним од англискиот термин Global Trade Item Number и се применува за кодирање во GS1 линиски баркод кој се декодира на пост во нумерички читлив број или е дел од податочните низи во другите видови на баркодови кои може да бидат и дводимензионални и како делови од пософистицираните начини на означување на трговските единици на повисоките хиерархиски нивоа на пакување. Со GS1 баркодот означениот производ има уникатен број по кој може да се препознае низ целиот свет и по кој се разликува од останатите производи. Но, ниту цената, ниту името на производот не се кодираат со GET-IN, сите атрибути се наоѓаат во IT системот, а GET-IN е клуч да се дојде до тие податоци со едноставно скенирање на баркодот на пакувањето. GS1 ги дефинира трговските единици како производи или услуги кои имаат цена, може да се нарачуваат или фактурираат во било која точка на синчерот на снабдување. GET-IN една компанија може да користи за уникатна идентификација на низините трговски единици, а постојат 4 формати. Во IT системите секогаш GET-IN има 14 цифрен формат, а за да се дојде до тој формат на основните GET-IN формати, кои се 8, 12 или 13 цифри, им се додава соодветно водечки нули. Така, например, GET-IN 8 е формат кој се користи за кодирање на мали трговски единици, мали по габарит, во така наречен EAN8 вид на баркод.
GTIN 12 е американски формат на баркод, се вика UPC-A формат. Му се додаваат 2 водечки нули, на осмицата и се додаваат 6 водечки нули, на GTIN 13, кој е основен вид на баркод, или така наречен EAN13 баркод символ, се додава водечка нула, со која се назначува дека производот има фиксна, например, тежина, додека водечка 9 се добива, се става за променлива тежина. Ова особено е, например, важи, например, каде што се појавуваат производи со променлива тежина, например во млечната, во месната индустрија, каде што не секогаш производите како крајна потрошувачка единица имаат иста тежина и затоа се додава GTIN 14 со која се назначува и плюс на пакувањето се означува, например, тежината на потрошувачкото пакување, односно нето содржината. А особено е битно за, например, еднодимензионалните G728 баркодови, каде што GTIN-от се појавува во 14-цифрен формат и потоа може останатите параметри како тежината, лотот, серијата да се појават во исти баркод. Понатаму ќе ги анализираме и нив. Значи, како што рековме, GTIN 14, освен што служи како формат за внесување во базите на податоци, GTIN 14 се користи за кодирање во така наречените ITF14 баркод символи кои се користат за означување на габаритни директно врз, се аплицираат директно врз картонската амбалажа, тука особено се користи за пакување на производи од белата техника. Меѓутоа, исклучиво GTIN 12 и GTIN 13 форматите се користат во 14-цифрен формат и баркод символите кои што користат G728 формат на податоците, тука се G7 Data Matrix и G7 QR кодовите кои се дводимензионални, G7 Data Barot и G7 128 кои се еднодимензионални. Структурата на GTIN бројот, националниот префикс, G7 код на држава и компаниски број, кои заедно го градат компанискиот префикс, GS1 Company Prefix или GCP, потоа следува референцата на производ и контролниот број. Во G7 Македонија пракса е еден од, значи, основниот како референца на производ, кој затоа што започнуваат, например, од 0 одат до 9, вкупно би требале да бидат 10. Нултиот број на референцијата на секој од овие обсези се доделува како GLN и затоа компанискиот број има 8 цифри, референцата на производ има 1 цифра и се доделува контролен број кој се пресметува или во системите за генерирање на баркодови или преку посебен алгоритм кој е достапен и на страната на G7 Македонија за пресметка на контролен број. Компанискиот број кој има 7 има 2 бројки во референцата на производ и можност за доделување на 99 различни GTIN-ови на своите производи.
Значи, тука фиксно и непроменливо е country кодот на G7 Македонија, кој значи дека решението е доделено во G7 Македонија, тоа е 531. Компанијскиот број е секогаш фиксен и непроменлив за компанијата. Во зависност од тоа за колку баркодови аплицирале, добиваат компанијски број со таа должина, а референците на производите во зависност од во опсегот на броеви кои аплицирале може да имаат од 1 до 5 цифри за доделување како референца на производи, а со тоа од 9 до 99.999 артикли може да означат со GTIN. ГЛН е исто така покрај идентификација, значи на производот, важна е идентификацијата на локациите. Затоа и го споменавме ГЛН. Може да се идентификува како самата организација, како правно лице, така и правните функционални ентитети на компанијата вклучени како страни во одделна трговска трансакција. Например, купувач, продавач или превозник. GLN се кодира или со баркод или со RFID tag за автоматски да се идентификуваат локациите како складишни места во еден магазин, дестинацијата на палетите или потекло на производот. Може да се користи во електронските пораки и регистри за да се информираат трговските партнери за компанијата и низините соодветни GLN броеви и информациите на кои GLN информациите за кои локации GLN се однесува. GLN може да содржи и екстензијска компонента, која може да се додаде за да се овозможи попрецизно евидентирање и размена на информации низ синчирот на снабдување. Например, може да ги идентификува сублокациите како што се складишна сталажа, полица, товарна рампа, точки на скенирање и на читање и така натаму, и може да го користат и организациите и од јавниот сектор. Постојат голем број примери од целиот свет, каде што владите користат GLN, како за идентификација на собствените агенции, така и за идентификација на компаниите во централните регистри и бази на податоци. Структурата на GLN-от, се состои од 13 цифри, и рече се идентично како за GTIN бројот, таа содржи национален префикс, во овој случај би бил, например, 531, потоа компанијски број, кој компанијата го добила при зачленување во овој случај во G7 Македонија и на истиот начин, значи ги доделува компанијскиот број како претходно споменатото за GTIN, има компанијски префикс, односно компанијски број кој варира од должината на компанијскиот број. Потоа следува референца на локацијата, таму каде што во GTIN стававме референца на производот, тука е референца на локацијата и 13-тиот број е контролен број кој се пресметува по истата формула како и за GTIN. Разликата зашто се фокусирам на тоа? Затоа што тие може да го имаат истиот формат и поради тоа за системска разлика, како и во баркодовите, затоа GTIN има 14 цифрен формат, додека GLN-от останува со 13. Ако не додадеме водечки нули во GTIN-от, посебно за GTIN 13, тогаш системот него ќе го идентификува како GLN. И тука ќе се појават грешки. Затоа се битни водечките нули, односно 9 кај променливата тежина, а за GLN останува секогаш со 13 цифри.
Серискиот код за испорака доаѓа кратенката, акронимот SSCC доаѓа од англискиот термин Serial Shipping Container Code, кој компаниите може да го користат за идентификација на логистичката единица, која може да биде било која комбинација на трговски единици спакувани заедно за складиштење или транспорт, например палета или пакет. SSCC е клуч од пресудна важност за следливоста, бидејќи уникатно идентификува секоја дистрибуирана логистичка единица и незината должина. На компаниите им овозможува следење на секоја логистичка единица за ефикасен менеджмент на нарачките и транспортот и може да биде кодиран во баркод или RFID tag, обезбедувајќи точна и лесна идентификација на логистичката единица за време на патот помеѓу трговските партнери било каде во светот. Со SSCC податоците се разменуваат електронски преку EDI или преку така наречениот информатички систем поврзан со електронски код на производ, обезбедувајќи им размена на податоците на компаниите за статусот на логистичките единици во транзит и врска од доверба до односните транспортни информации како што се деталите за испорака. SSCC на компаниите им овозможува дополнителни информации за логистичката единица. Со овие информации може да се комуницира преку, например, испратницата, на англиски dispatch advice и кратенката која се користи во електронските системи и приемницата receiving advice по пристигнувањето на логистичката единица на своето одредиште. При приемот SSCC се скенира, со што се обезбедуваат потребните информации, забрзувајќи го примерот на стоките, како и последователниот процес на фактурирање и плаќање. SSCC има 18 бројки, започнува со екстензиска цифра која може дополнително да го прошири капацитетот на доделени SSCC броеви, потоа оди компаниски префикс, референца на единицата и така наречен и контролниот број. Прибирањето на податоците се врши преку GS1 баркодовите и RFID таговите. Тие се состојат од дефинирани баркоди, радиоидентификацијски носачи на податоци, со кои се овозможува ID клучевите директно да бидат прицврстени за физичките објекти. GS1 носачите на податоци за автоматска идентификација и прибирање на податоци се способни да содржат различни количини на податоци за различни деловни процеси и трговски барања. Податоците кодирани во GS1 носачите на податоци не само што ги идентификуваат производите на секоја ниво на пакување, локациите и односите и кој испорачател, кој треба примател, туку возможуваат и пристап до информациите за производот и движењето на производот до чинџерот на снабдување. Постојат 9 семејства на GS1 носачи на податоци во кои се вклучени EAN символогијата EAN8 и EAN13, кои се општо прифатени низ целиот свет и UPC баркод символогијата, UPC со 6 цифри и UPCA со 12 цифри, кои се американски, односно од Соединетите американски држави, кои се уште се користат и затоа се прифатени во глобалното GS1 семејство. ITF14, како што рековме веќе, за директно кодирање врз картонска амбалажа на големи единици, например на техничка роба, GS1 128, GS1 Data Bar, QR код и GS1 Data Matrix баркодовите, како и стандардите за кои користат RFID технологија, односно RFID таговите. Малку историски факт. Откако е во 69 година
трговијата на мало сад трагаше по начини за да го забрза протокот на производите и на нивната наплата на касите во продавниците. Се формираше адхок комитет, наречен адхок комитет за униформен код на идентификација на производите, чија задача беше да изнеде решение. Во 73 година универзалниот код на производ UPC, од каде што и произлегува името на 6 и 12 децифрените баркодови кои претходно ги споменав, беше избран од страна на оваа група како првиот единствен стандард за идентификација на производите, а во 74-та советот на овој совет е основан како тело за администрирање на стандардот. Нешто подоцна е истото направено и во Европа и поради можноста за зголемување на капацитет, податочниот капацитет на баркодовите, затоа беа осмислени 8 и 13 цифрениот баркод, кој денеска се најкористениот баркод стандард во светот. Првиот БИП се случи во 74 година, кој произлезе од овие напори за забрзување на процесот на наплата на касите, и првиот производ беше пакетче гуми Wrigley's Chewing Gum, и тој производ беше првиот скениран производ со негов баркод во светот. Баркодот представува мала дискретна алатка за поголема ефикасност во синџирите на снабдување, а информациите содржани во баркодовите, како што се GTIN и другите GS1 идентификатори, се базираат на глобални стандарди. GS1 баркодовите се единствениот глобално признаен и прифатен баркод. Користењето на глобалните стандарди значи дека вашите GS1 баркодови може да се користат насекаде во светот. Повеќе од 6 милиарди GS1 баркодови секојдневно се скенираат во целиот свет. Сликовите веќе ги образложивме тука, се EAN и UPC семејството, кои се еднодимензионални, значи линиски, GS1 2D баркодовите кои содржат и дополнителни информации во себе, освен GTIN-от содржат може да содржат многу повеќе информации, тука се лотови, серии, дури линкови да се кодираат и така натаму. Во GS1 датабар семејството, тие се исто еднодимензионални, меѓутоа исто така нудат кодирање на повеќе информации, како што се рокови, лотови и така натаму. Постојат различни видови за различна намена. Само напомена, GS1 Data Matrixот е општо прифатен стандард во здравството, поради можноста да се печати на многу мали површини и овозможува следливост не само на лекови, туку и на хируршки инструменти, а се повеќе се означува и опремата, и самите пациенти, и докторите, и така натаму. GS1 датабар семејството е особено добро прифатен стандард во млечната и во месната индустрија. Пред се оно што го споменав, каде што GTIN добива водечка 0 или 9-ка, со водечката 9-ка, например, во млечната и месната индустрија, например, парче кашкавал, например, би бил означен со датабар, каде што секое единично парче му е измерена тежината, кодирана неговата тежина кодирана во самиот баркод, и со скенирање на касата се добива директно информацијата без дополнително мерење, читање на информација од пакувањето и пресметки на каса и така натаму, значи многу се забрзува. G7 128 баркодот, кој служи веќе не поминува на каса,
туку служи во логистика, меѓутоа форматот служи и за како формат служи и за правење на G7 датабар и G7 2D баркодовите и веќе споменатиот ITF14 кој исто не на каса, туку служи за идентификација на самите производни единици и EPC таговите, слично како баркодовите, си имаат своја примена, само што тие се многу мали, а информациите се електронски кодирани внатре во самите чипови, тие се скенираат, се добиваат информациите за овие единици, транспортно-логистички производи, така натаму. Нема многу да се задржувам тука. Размената на податоците. Значи, постојат три вида на стандарди за размена на податоци. Тука се размена на матичните податоци, размена на трансакцијски податоци и размена на податоци за настани, односно event дата. Матичните податоци се дефинирани како атрибути за информации што опишуваат производ, например неговата висина, ширина, длабочина. Постојат сервиси кои служат за размена на овие матични податоци. Тука се глобалната мрежа за синхронизација на податоци, GS1 Source, GS1 GPC, Global Product Catalog, тоа е кратенката, GS1 Smart Search. Би одземало многу време да секој поединечно да се анализира. Има интересни примери, можете на нашата страна повеќе да прочитате, да пребарате преку Google да добиете информации, а исто така и на YouTube видеа. Размена на трансакцијски податоци, тоа се податоци кои служат за размена на за производите и услугите што ги продаваат, нарачуваат, доставуваат, примаат, фактурираат и плаќаат. Ово е познат процес, е познат како циклус од нарачка до плаќање, order to cash. И овозможува автоматизација на овој циклус и размена на електронските деловни пораки директно помеѓу компјутерските системи. Ги разменуваат нарачките, фактурите, испратница, повратница и сите други документи, меѓутоа во електронски формат преку утврдени стандарди за подготовка на овие електронски документи. За овој процес да функционира ефикасно, потребни се голем број документи, како што веќе рековме, и тие можат, значи, потребна е нивна стандардизација, во вид на еквивалентни на класичните документи, меѓутоа во посебни формати. Со нивна примена, организациите можат да реализираат низа оперативни и комерцијални придобивки. Вака сликовито би изгледал процесот од нарачка до плаќање, од изјавување на интерес нешто да се купи, па генерирање на нарачка, па се разменуваат, значи се испраќа нарачката, продавачот одговора на нарачката и ја процесира, потоа и така натаму, значи доаѓа до подготовка на нарачката и размена на документите, приемот на нарачката, правење на фактура, процесирање на фактурата и конечно плаќањето и размена на финансиски средства. Видливоста на настани представува евиденција на физички настани, тоа значи добивање на објаснување што е идентификувано, што се случило и зошто се случило во текот на деловните процеси, како што се испораката, приемот и
приемот на испораката и начинот на кој тие податоци се делат помеѓу партнерите. Со други зборови се добива одговор на 4 клучни прашања: што, каде, кога и зошто. Тоа е возможено преку веќе споменатиот информатички систем, чија функционалност е базирана на читање на електронските кодови на производите и евиденција на случувањата во вид на сензорски или друг начин добиени податоци. G7 системот на стандарди нуди рационализација на бизнис процесите, односно следливост, која е во се поголем фокус кај трговските партнери, бидејќи глобализацијата продолжува да дава разновидност и додава разновидност и сложеност во синџирите на снабдување, и поради тоа расте и потребата да се дознае потеклото на суровините, бројот на производствени локации, сложените рути за испорака, попат на складирање, потребите, условите за задржување на квалитетот на производите и многу други параметри на патот кон потрошувачот. Неколку фактори, вклучително и побарувачката на потрошувачите, го водат трендот за зголемена видливост и транспарентност. Глобализацијата дава сложеност и ризик во текот на движењето на производот, низ синџирот на снабдување и размената на податоците за непречен тек и негова поддршка. Следливоста значи имање можност да се следи историјата, примената или локацијата на некој предмет. Од аспект на производ или на услуга, следливоста може да се однесува на потеклото на материјалите и деловите. G7 стандардот за следливост обезбедува увид во учесниците во процесот на следливост, дава дефиниции за следливите единици, а G7 единствените, уникатните глобални идентификатори за примена можат на тој начин да идентификуваат секој еден вид на следливи единици. Се воспоставува, значи, со G7 системот на стандарди, синџирот на вредности, кој оди кон потрошувачот, а од потрошувачот се враќа во вид на следливост. Веќе рековме тоа, следливоста исто така, значи, одговор на прашањата што, кога, каде и зошто. Започнувајќи од почетната локација, се до конечниот потрошувач, користејќи ги G7 системите, односно G7 баркодовите, размената на податоците, остварувајќи интероперабилност. Со друг збор, следливо значи да ги знаеме сите информации од самиот почеток, од фармата, ловиштето, нивата до самата трпеза. Зошто е потребна следливоста? Затоа што е потребна сигурно и навремено отповикување и повлекување на небезбедните производи, за остварување на безбедност на потрошувачот, за да се намали или дури ликвидира можноста за фалсификување на производите, усогласеност со регулативите и прописите, логистичка ефикасност кај компаниите и поддршка на нивните маркетинг стратегии. Следливоста значи побезбедни производи преку автентификација на производите и е поефективно и поефикасно управување со синџирот на снабдување и зголемена способност да се постигне високо ниво на усогласеност со регулативите. Интернетот на нештата не е новина, меѓутоа се повеќе доаѓа до израз. Глобалниот јазик на бизнисот на G7 ги поврзува физичкиот и дигиталниот свет, подпирајќи се на идентификација на предмети, средства, локации
И токму поради тоа Internet of Things е технологија која носи трансформација во системите, уредите, технологиите и апликациите, претворајќи ги средствата во интелигентни уреди. Блокчейн технологијата представува дигитален историјат на процесите и трансакциите при работење со криптовалутите. G7 стандардите за идентификација и размена на структурирани податоци има возможуваат на корисниците на блокчейн мрежата да менаџираат со освојувањето на блокчейн во предпријатието и воспоставување и одржување на единствена, погодна и споделена верзија на вистината за синџирот на снабдување и логистичките настани.